Министри имбројќес Владо Мисајловски на емисионен Клик Плюс на телевизионен линија за денја тексој се Македонија ме вомендје по ендјек gjendjen për shkak të luftës në Iran. Ai e përsëriti qëndrimin që ishte i theksuar edhe në seancën e Këshillit të Sigurisë se gjendja e sigurisë është e qëndrueshme, por theksoi se duhet pasur kujdes për pasojat ekonomike, veçanërisht për atë që po ndodh në ngushticën e Hormuzit, nga ku kalon një e pesta e naftës. Безбедносната состојба во Македонија сепак е стабилна, но мора да внимаваме на потенцијалните економски индикатори. Тоа е дел каде што и ние ќе чувствуваме рефлексија, апсолутно, и тоа се почувствува, може да видиме и на бензинските пумпи, се случува ценовен шок, би рекол, за многу граѓани во делот на покачување на енергенсите и на горивата, но зависно со тоа колку ќе трае начинот и рефлексијата на теренот, така ќе влие врз други економски параметри. Misailovski theksoi rolin e NATO-s si garantuesi stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, por theksoi edhe se ai në çdo takim në aleancë hap temën për gjendjen në rajon. Ние ќе го отвараме секогаш прашањето за Западен Балкан во НАТО и таму ќе разговараме. Се она што се случува во регионот, јас секогаш го отварам прашањето за Западен Балкан, кога има можност и фокусот на НАТО е Западен Балкан да остане смирен регион и безбеден регион. Да знаете, фокусот на НАТО. И сега ние како земји членки секогаш треба да го отвараме ова прашање за да покренеме и да кренеме awareness. Misailovski foli edhe për furnizimin me helikopter nga kompania italiane Leonardo, për të cilët pret që të dorëzohen deri në fund të vitit të ardhshëm.